Ценовното цунами никако да забави. Иако бранот по скапување на месечна основа бележи благо намалување, во пракса не е ниту приближно така, алармира Сојузот на синдикатите на Македонија. Вела доволно е да се направи една обиколка во поголемите маркети и да се види дека цените воопшто не мрднале надолу, туку напротив. Синдикатите реагира дека власта попусто се фали кога работниците ја губат куповната моќ и не знаат како ќе го закрпат месецот. Нажалост гледаме дека секојдневно цените вртоглаво растат во маркетите. Работниците не полека веќе брзо ја губат куповната моќ и навистина сето она што го бараме ќе биде повеќе кон усогласување на платите, а не зголемување на платите. Да не се фалиме дека се зголемиле во одредени сектори платите 5-10% кога имаме 20% инфлација, така што може да се пофалиме кога ќе имаме 20% усогласување на платите, па надвор од тоа дали ќе имаме зголемување на платата. Како изгледа реалноста покажува споредбената статистика. Ако на пример во јануари 2020 година сте купиле храна за 1000 денари, таа сега ќе ве чини 1400 денари. Експертите се загрижени и предупредуваат дека без посериозна стратегија од страна на власта нема да има видливи ефекти во иднина. Илузорно е да се очекува цените да се намалат сами од себе. Тоа никогаш не се случило во Македонија. Цените може да се намалат само ако владата донесе одлука за нивно ограничување, како што направи кон крајот на 2021. Но гледаме дека не постои волја за такво нешто. Затоа би кажал дека главниот фокус на граѓаните во наредниот период треба да биде на тоа да се зголемат примањата, платите, пензиите, социјалната помош. Тие треба да пораснат барем онолку колку што беше инфлацијата лани, односно барем 14%, за да се спречи луѓето да осиромашуваат поради повисоките цени. Ако тоа не се направи, илјадници луѓе ќе паднат во сиромаштие годинава. Синдикатите додаваат и дека не може работниците да се продуктивни со плата од само 18.000 денари со цени до плафон. Бараат владата да покаже сериозност. Многу слушаме во последниве денови економски експерти дека не била продуктивноста на трудот како што треба. Само ќе потсетам дека со 12, 15, 18.000 денари за 10 години платите што ги зимаат нашите работници не треба да очекуваме поголема продуктивност, бидејќи со оваа плата повеќе не се ни преживува. Дел од компаниите се правда дека покрај поевтината струја немало услови за намалување на цената, зашто цените на овозните суровини биле високи. И додека цените на основните производи никако да поевтинат и постојано заминуваат до плафон, власта, односно од Министерството за економија, размислуваат да им ја укинат субвенционираната струја на компаниите. Делостопанството пак и порачаа на економија добро да размисли и инспекциите да ги испрати на терен, па да види каде бил клучниот проблем. И додека власта и стопанството се натегаат каде бил проблемот, сиот товар паѓа врз јонако сиромашениот граѓанин. Инаку трошоците за живот се зголемија за 17,1% за само една година. Според државната статистика, најголемо поскапување имало кај храната и тоа на 25%.